Денес со почеток од 12 часот во свечената сала на Факултетот за образовни науки, Институтот за археологија со историја организираше трибина на тема Македонската династија Аргјади под менторство на доцент доктор Катерина Младеновска-Ристовска, а учество во трибината зазема и студенти од Факултетот за историја со археологија. Воедно со оваа трибина се заврши проектот на студентскиот парламент при УГД Штип Академски град. Во оваа јавна трибина беше представен дел за историјата на Македонија во античкиот период од страна на студентите, беше обработен и делот за династија Аргјади, поточно периодот на владење на Александар I Филхелен, македонскиот крал, Александар III Македонски и неговиот татко Филип II. Исто така беа изнесени факти околу уредувањето на Македонија и незиното владење на Балканот во тој период и прашања поврзани со религијата. Трибината Македонска династија Аргјади се организира на иницијатива на студенти од историја и археологија на Факултетот за образовни науки во Штип во скоп на проектот Штип Академски град. Многу ми е драго што студентите покренаа иницијатива за оваа трибина кои со голем интерес го следат предметот Античка Македонија и веќе пројавуваат големи знаења за Античка Македонија. Благородна работа да се пренесува знаење на помладите генерации, особено кога тие го испремаат и го надградуваат своето знаење и со тоа им убедуваат дека во нив има иден научен потенцијал. Инаку во македонската историографија има релативно малку истражување за историјата на Античка Македонија, а особено таа значајна во услови кога се негира македонското име, јазик и идентитет, изјави доцент доктор Катерина Младеновска-Ристовска. Исто така менторот на оваа трибина Ристовска истакна дека оваа трибина ќе придонесе многу во таа насока, бидејќи ние како етникум со веков на вкоренетост на овие простори, како носители на македонското име и како територијално именување и како територијална определба имаме полно право да се чувствуваме како наследници на тоа минато и исто така имаме културолошка обврска да го афирмираме како наша вековна традиција и културна придобивка.